Од почетокот на годинава до денес 37 занаетчии во Охрид ги затвориле дуќаните. Причината лежи во економската криза и превисоките сметки за струја, велат од регионалната занаетчиска комора. Да згаснуваат занаети вака драстично и во олку голем обем не се случило никогаш досега, но повеќе не е издржливо да се работи. Поголемиот број занаетчии не може да ја покријат потрошувачката кошница со прометот кој го остваруваат во текот на еден месец. Ние сме ситни занаетчии, самостојни вршители на дејност, самовработени и за нас во прв ред сметките за струја се превисоки. Од владата побаравме помош уште од крајот на месец август, но одговор велат нема. Побаравме од влада, значи испративме допис да се стави некоја стапка, барем онолку колку што плаќаат домакинствата, да не сме на индустријска струја. Самиот збор индустријска поврзано со занечиство нема никаква врска. Значи ние сме занечи, не сме индустријалци. Првичниот одговор беше од владата, примено е вашето барање, доставено до таму и таму. Од таму и таму е доставено до таму и ние сега чекаме да видиме до кај е стигнато нашето барање. За време на корона пандемијата, владата не залажуваше со тоа што добивме по некоја плата, за потоа на одреден број занаетчии да им биде побарано да ги вратат парите назад, но и преку тоа преминавме. Се крпаревме некако, но сега веќе не можеме. Огорчени се занаетчиите. Доста колеги и доста занаети ги затворија дуќаните затоа што не е само електричната енергија во прашање, туку во прашање и кириите и другите давачки и нормално и животниот стандард. Се сеќавам многу добро пред 24-5 години кога го отворив овдека берберскиот дуќан, тогаш ево ги чуваме и по старите сметки од струјата. Овдека овие се старите сметки од ЕВН. Овдека гледаме дека пред 20 и нешто години киловат час за нас берберите беше 2,1 денар. Со сегашните пресметки како ги пресметаме околу 11 денари, што е многу кратно зголемена електричната енергија. Сметката за електрична енергија стигна денес. Страв ми е да ја отворам, вели Алим. Намирниците поскапеа, се поскапи, така што за да преживееме, моравме и ние да ги зголемиме цените на услугите за 25 до 30%. Подстрижувањето стана луксус, а во оваа немаштија, луѓето не само што немаат пари за нови чевли, туку и поправката на старите и износени им е скапа, велат занаетчиите.